Во 19-тиот век, македонскиот народ, освен со оружје, се бореше и со книги, училишта и цркви. Борбата за идентитет започна таму каде што се чуваше јазикот и верата, во црковно-училишните општини. Во македонските градови и села, овие општини беа вистинска народна власт. Тие ги воделе училиштата, ги плаќале учителите и свештениците, издавале крштеници и ги решавале семејните и наследните спорови. Тие биле срцето на македонското општество. Но во 1767 година, со укинувањето на Охридската архиепископија, се падна под контрола на Цариградската патриаршија и започна силен процес на наметнување на туѓ јазик е македонците – грчкиот. Со јакнењето на трговците и занаетчиите, македонците ја презедоа контролата врз општините. Наместо грчки, тие го воведоа народниот македонски јазик во училиштата. Со сопствени пари градеа училишта, обновуваа манастири и носеа своји учители. Јазикот стана оружје. Во Охрид борбата беше најсилна. Учителот Јана Кистрезов организираше масовна кампања за обновување на Охридската архиепископија. Илјадници македонци потпишаа петиции против грчката црковна власт. За да се избегне грчкото влијание, дел од македонците прифатија унија со Римокатоличката црква. Кукуш стана центар на ова движење, а Димитрија Миладинов беше меѓу неговите интелектуални поддржувачи. Патриаршијата реагираше со поставување на Партенија Зографски, македонец од Галичник, за православен епископ, владика на Дојранско-Кукушката епархија, со надеж дека ќе го смири народниот отпор. Неговото делување го подкопа грчкото влијание и индиректно го отвори патот за идните црковни промени во Македонија. Во Скопје, народот јавно го отфрли грчкиот јазик. Грчките книги беа запалени, а владиците сменети. Пораката беше јасна. Македонците бараа своја црква. По 1870 година Македонија стана поле на геополитички судир. Србија преку Сдруженијето Свети Сава, Бугарија преку екзархијата, Грција преку Цариградската патриаршија. Македонија стана поле на туѓи амбиции. Секоја држава се обидуваше Македонија да ја вклучи во својот систем и да ја оддалечи од незината собствена самобитност. Но македонскиот народ не беше пасивен. Тој се бореше со училишта, со јазик, со цркви и со култура. Тоа беше борба за душата на еден народ. Ова е приказна за опстојување. Ова е историјата на Македонија.